Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Да му се заблагодариме на Бог за милоста да се живее, да се биде тука и овде. Да се заблагодариме за нашето здравје, да се заблагодариме за тоа што Бог ни простува секој пат кога грешиме. Да се заблагодариме за секој пат кога не кренел, кога сме паднале. Благодарност за тоа кога се вмешал во нашите животни случувања. Благодарност до нашиот Господ Бог што не му дозволил на непријателот да победи. Време е да изразиме нашата благодарност за тоа што ја цениме неговата добрина и љубезност. Да се молиме. Сега. Време е да ги признаеме, да ги споведаме нашите гревови пред семојкниот Господ Бог. Светото писмо зборува дека сите погрешивме и со тоа се скративме од Божјата слава. Затоа сега е совршено време да ги споведаме нашите гревови, бидејќи исповедувањето носи слобода. Ако сакаме да бидеме слободни од вината на гревот, ако сакаме да бидеме ослободени од последиците од нашите гревови, најдобро е токму сега да ги споведаме нашите гревови пред Бога. Ова е помеѓу нас и Бог. Не е важно доколку некој не слуша. Ние сме пред тронот на милоста на Господ Бог. Сега е на доброто време да ги признаеме сите наши грешки, гревови и погрешни однесувања за Бог да ни прости. Да ја отвориме нашата уста и да повикаме кон Исус. Господи Исусе, јас сум грешник. Господ Исусе, ги признавам моите гревови пред Тебе. Гревови на крадење, убивање и уништување. Гревови на неморалност, гревови на нетолеранција, гревови на непослушност. Ги признавам сите гревови пред Тебе, Господи. Знаеме дека Ти си вистината и дека лагата не престојува кај Тебе. Татко, прости ми го моето лажење, прости ми ја мојата непослушност, прости ми ја мојата неверност сега во мојкиното име на Исус Христос. Да се помолиме и да признаеме. Сите ние знаеме што сме погрешиле. Кога сме погрешиле? Светото писмо вели дека ако некој рече дека е без грев, дека тој човек е лажко и дека вистината не престојува во него. Затоа, да не ги криеме повеќе нашите грешки, да признаеме сега. Да ги отвориме нашите срца, да го тргнеме тој товар од душата, тој товар од нашиот дух, од нашиот ум што постојано ни носи неволја, бидејќи секогаш кога сакаме да се молиме, се подсетуваме на фактот колку сме грешни. Сомнителни сме дали Бог ги слуша нашите молитви. Затоа, сега е време да ги збришеме дамките на неправедноста со прекривката на спасението. Да се споведаме во мојкиното име на Исус Христос. Да кажеме: Господи Исусе, очисти ме со Твојата крв и ќе бидам чист. Изми ме, Господи, со скапоцената крв на Исус Христос и ќе бидам побел од снегот. Нека слушнам радост и задоволство, нека се зарадуваат коските. Скри го лицето од моите гревови, Господи, избриши ги сите мои неправилности.
Создај во мене чисто срце, Господи, и обнови го духот во мене. Не ме отфрлај од Твоето присуство, не го одземај светиот дух од мене. Поврати ми ја радоста од Твоето спасение и обнови го духот во мене. Да се помолиме. Следува да се помолиме за осветување. Сите ние треба да бидеме осветени со цел да можеме да живееме во корист на Бога. Светото писмо не учи дека секој маж и жена прво беа осветени од Бога, како што го освети Мојсей или Давид, кој од младо момче го направи крал. Го освети и Савле, кој од прогонувач на христијаните Бог го направи апостол. Така што побари од Господ Бог да те освети во моќното име на Исус Христос. Да кажеме: Господи Исусе, земи повеќе од мене, дај ми повеќе од Тебе. Свети Дух, Дух на живиот Бог, запоседни со мене, влези во мојата душа и направи го моето срце место во кое ќе престојуваш. Востанови го Твоето царство во моето срце, востанови го Твоето царство во мојата душа, востанови го Твоето царство во мојот дух, царството на љубовта, царството на радоста, царството на светлината, царството на моќта. Свет, свет, свет. Татко, направи ме свет како што си Ти свет. Свет, свет, свет. Господи Исусе, направи ме свет како што си Ти свет. Направи ме правичен како што си Ти правичен. Направи ме без вина како што си Ти без вина. Во мојкиното име на Исус, во крвта на Исус Христос. Да се помолиме за осветување. Да продолжиме да се молиме за осветување. Да побараме од Светиот Дух да ги освети нашите очи за нашиот поглед да биде свет. Да побараме од Исус Христос да ни ги освети ушите за да може нашиот слух да биде свет. Да побараме од Господ Бог да ги освети нашите раце за да можат нашите дела да бидат свети. Да побараме од Господ Бог да ги освети нашите нозе за да може нашиот од да биде свет. Да кажеме: Господи Исусе, земи повеќе од мене, дај ми повеќе од Тебе. Освети ме, Господи, за да бидам свет. Освети го моето срце, Господи, за да можат моите мисли да бидат свети. Освети ги моите очи, за да може мојот поглед да биде свет. Освети ги моите уши, Господи, за да биде мојот слух свет. Освети ми ја устата, Господи, така што моите зборови да бидат свети. Освети ги моите раце, Господи, така што моите дела да бидат свети. Освети ги моите нозе, Господи, така што мојот од да биде свет. Свет, свет, свет. Татко, направи ме свет, како што си Ти свет. Направи ме правичен, како што си Ти правичен. Направи ме без вина, како што си Ти без вина. Во мојкиното име на Исус Христос се молам. Да кажеме: Господи Исусе, што и да се случи денес, нека биде директно од тронот на Твојата милост. Господи Исусе, дај ми збор, дај ми порака од озгора. Што и да кажам денес, нека биде кажано и на небесата. Зашто и да се помолам денес, нека биде помолено и на небесата. Што и да наредам денес, нека биде наредено и на небесата. Се она што ќе биде ослободено денес, нека биде ослободено на небесата. Се што врзувам денес тука, нека биде врзано и на небесата. Во мојкиното име на Исус Христос.
Да завршиме со благодарност кон Бога за одговорените молитви. Да кажеме: Ти благодарам, Господ Исусе, за одговорот на моите молитви. Ти благодарам, Господ Исусе, дека денешниот ден не е залуден. Ти благодарам, Господ Исусе, што го чуваш мојот случај во Твоите семоќни раце. Знам дека денес е денот за мојата слобода. Знам дека денес е денот за моето избавување. Знам дека денес е денот на моето лекување. Знам дека денес е денот за благослови. Знам дека денешниот ден е денот за спасение. Ти благодарам, Господ Исусе. Ти благодарам, Татко. Ти благодарам, Свети Дух. Во мојкиното име на Исус Христос се молам. Амин. Елиезер,